Поздрав до сите слушатели на ЕСИ Радио, посебен поздрав до слушателите кои што ја следат емисијата Шах со Љубиша Антоновски. Денес ќе видиме две многу убави партии. Првата од нив е од светскиот шампион Магнус Карсен, кој што триумфално е започна оваа 2022 година со убедливата победа на престижниот традиционален турнир во Вајканзе, каде што убедливо победи со 9,5 поени од 13 партии, освојувајќи при тоа 5 победи при 6 нерешени партии и една победа во последното коло без игра против рускиот велемајстор Дубов, кој што заради позитивниот тест истапи од турнирот и последните 3 партии ги загуби без игра. Претходно загуби уште една без игра, откако одби да игра без маска, но тоа ништо не ја намали заслужената победа на Магнус Карсен, кој што својата победа извојува едно коло пред крајот на турнирот и имаше поен и пол предност пред второпласираниот велемајстор од Азербејџан, Мамедјаров, односно од унгарскиот велемајстор Рапорт, кој што го поделија второто и третото место со 8 поени од 13 партии. На четврто место заврши холандскиот велемајстор Аниш Гири со 7,5, а петто и шесто место поделија рускиот велемајстор Сергеј Карјакин и холандскиот велемајстор Ван Форест. Додека на средина на табелата се најдоа рускиот велемајстор Ципенко и американскиот велемајстор Фабиано Каруана. На Б турнирот, каде што практично се води борба за првото место, кое што дава виза за учество на главниот турнир следната година, блескаше индискиот велемајстор Архун Иригаиси, кој што направи резултат феноменален, би рекол 10,5 поени од 13 партии, без пораз, како и светскиот шампион Магнус Карсен на главниот турнир, со тоа што тој успеа да добие 8 партии при 5 нерешени средби и за 2 поени ја надмаши конкуренцијата. И не само тоа, туку тој направи перформанс од 2804 поени. Значи, еден фантастичен перформанс и со што си ја завери визата за учество на главниот турнир во следната година. Сега ќе погледнеме партијата по светскиот шампион Магнус Карсен со црни фигури против својот голем конкурент, практично третиот играч во светот, Фабиано Каруана. Една принципиелна средба во која што обајцата сакаат да победат. Значи, има партии повеќе важни, помалку важни, иако практично на Магнус Карсен одговараше и време, ќе видиме дека тоа е една изворедна партија, значи вистинска борба. Фабиано Каруана се отвори со потегот E2, E4, нешто следеше сицилијанска одбрана, C5, коњ F3, коњ C6, и ловец B5, кој што е воведен потег во така наречената варијанта на Росолимо. Инаку едно од омилените оружја на Фабиано Каруана кога игра против оваа линија во сицилијанска одбрана, а Карсен одговори со потегот G6, мала рокада, ловец G7 и сега C3 вовед во класичниот Росолимо. Значи белиот сака да го запати центарот со D4, следи коњ F6, сега на E5 се разбира коњ D5, топ E1, мала рокада и D4. Се разбира дека црниот нема да му го препушти центарот на белиот, ќе има борба, и ова е тој важен потег D5, со или без замена на D4, во нашава партија без замена веднаш на D4, значи D5 и по E5 коњот доаѓа на полето E4. Ловец E3, C зема на D4, C зема на D4, дама B6.
Гледате, го напаѓа ловецот на b5 и прави притисок на d4, односно на b2. Тој сака, нели, например, на потек како a4, да го засили притисокот со ловец g4, притисокот на централната точка d4. Сега ловец зема на c6, дама зема на c6, не е опасно воопшто за црниот. Тој продолжува дама e2. Го брани ловецот, се подготвува да го внесе својот коњ од b1 на полето c3. А Карсен игра ловец на d7. Ловец a4, топ од a на c8, коњ c3, коњ зема на c3, b зема на c3 и дамата ја заврши својата работа на b6, таа се враќа на полето d8. Сега црниот не само што го брани ловецот на d7, ја трга дамата од b линија, така да што би била изложена по топ на b1, туку сега има трикови во позицијата, тој сака да земе на d4 или на e5 и под cd4 да го земе белиот ловец на a4, кој што не е стабилен таму. И заради тоа Каруану веднаш го преместува на полето b3, иако тука алтернатива беше потегот топ од a на b1, да ги дозволи тие потези коњ e5 или коњ d4, затоа што на крајот ќе земе на b7. Например, на коњ e5 може да земе d5 и на ловец a4 топ b7. Возможно беше и таква идеја. И може би топ b1 беше нешто подобар потек отколку изборот на Каруана, но тој одигра ловец b3, а Карсен веднаш стрикно се држи до својот план, коњот доаѓа на a5. Гледате, заради структурата на пешаците, полето c4 е ослабено и белиот коњ се разбира дека со задоволство би го зафатил тој пост на c4. Сега ловец d5, e6 и топ c3 понатаму и блокада по белите полиња. Топ од а на c1, но сега црниот го зема тој ловец, а зема на b3 и повторно дама b6. Дамата оди напред и назад, но сето тоа е поврзано со конкретната позиција за разбирање. Сега дамата нападна на b3 и од друга страна сака да го испровоцира потегот b4, кој што позиционно би бил слаб, затоа што тогаш белиот на белите полиња би бил исклучително слаб. И сака да го обескуражи потегот c4, што е главна идеја на белиот тука. Дама a2, a5, сега дама a3, дамата нападна на e7, топ од f на e8, c4. Тоа е главната идеја на белиот, значи да се обиде да пробие низ центарот, но црниот има своји адути, тој зема на c4, b зема на c4 и сега дама на a6. Гледате, два пати веднаш нападна на c4, додека белиот не се размуфта по центарот со потегот d5, потекот што многу би сакал да го одира, но нема да стигне. Сега, ако го брани тој пешак на c4 со дама a2, тогаш црниот веднаш ќе игра b5, за да ја дефинира пешачката структура. c5, но сега ловецот доаѓа на прекрасното поле c6, гледате белополниот ловец кој што нема опонент и прави одлична блокада во центарот, блокада на белите полиња, топ b1, a4. Тој пешак е слободен, многу добро бранет и секако дека ќе го нервира белиот и ќе врзува некој од неговите фигури. Топ од e на c1. Топ од c на d8. Гледате, проблемот на белиот е што тој ловец на e3 му е пасивна фигура, нема многу каде да ја носи, но и коњот од f3 нема никакво упориште. И се би било во ред со белата позиција, доколку би ги немало тешките фигури, лесните фигури, но тие постојат на таблата, а по коњ d2, потегот што го бира Фабиано Каруана, светска шампион, веднаш ја внесува дамата поблиску до белиот крал, игра дама e2, одличен потек. Гледате сега,
Ако, на пример, топ е1, тогаш дамата доаѓа на другата страна, на полето H5 и по евентуално F3 со F6 ќе ја отвори позицијата во своја полза, односно на радост на своите ловци. Сепак, можеби требаше да се признае грешката со коњ d2 и да се врати белиот на f3, затоа што ловец f3 не освојува ништо заради меѓупотегот топ e1 и понатаму gf3. Та би било подобро толку изборот на Каруана да одигра f3. По f3, гледате сега светскиот шампион ја граби својата шанса и го игра потегот топ зема на d4. Значи жртвува квалитет за пешак, но сите негови фигури одлично се поставени и ловците се толку силни што Карлсен ќе каже дека оваа жртва просто молеше да биде остварена. По ловец зема на d4, дама зема на d2, топ d1, ловецот висеше, дамата доаѓа на f4. На одлично поле. Сега Каруана игра дама b4, според Карлсен неточен потек, тој требаше да дојде со дамата на b2, така ќе му дадеше подобра поддршка на e5 пешак. Вака e6 го фиксира слабиот пешак на e5, ловец c3 и дама зема на b4. Да. Значи црниот се разбира со задоволство ги смени дамите, затоа што без нив во завршницата црните ловци имаат полна сила, а белиот нема контраигра во некакви напаѓачки можности и затоа оваа замена е во негова полза. По ловец b4, ловец зема на e5, сега веќе има два пешаци за квалитет. И гледате сите предности во позицијата. Врзан слободен пешак на a4, одлично подкрепен од ловецот на c6 и 4 на 3 на другата страна. И што е исто така важно, тие два ловци имаат и еден топ за поддршка. Ловец a3, а белиот мора пасивно да чека. По ловец a3, ловец f6, крал f2, ловец e7, затоа што и пешакот c5 може да биде цел на напад, но од друга страна ќе видиме сега ќе ги пушти своите пешаци напред постепено. Топ b6, топ c8, топ d2 и f6. Гледате, чекор по чекор сега црниот ќе напредува, направи убаво место и за кралот на f7, кој што понатаму ќе сака се разбира да дојде и на полето e6, да се централизира според сите правила на како треба да се игра завршница. f4, малку да го забави белиот, но Карлсен веднаш оди напред, e5. Алтернативата беше во потегот крал f7 со идеја h6 и g5, исто така одличен план. Но e5 е изборот на светскиот шампион, f зема на e5, f зема на e5. Сега црниот креира уште еден слободен пешак. Значи покрај а слободниот пешак сега ќе има и е слободен пешак. Топ e2, топ f8 шах, крал e1, топ f5. Гледате, не одигра e4 прерано да си го затвори својот ловец. Топ b1 и сега e4, но сега тој пешак на e4 е бранет, а оној на c5 е нападнат, значи уште едно темпо, топ c1, сега ловец h4, шах, g3, целта на овој шах е да го ослаби полето f3, ловец g5, повторно се повлекува со темпо, топ b1 и топ f3. Гледате како ја засили многу вешто и многу силно својата позиција светскиот шампион. Сега со топ f3 го нападна ловецот на a3, ловец c1, ловец f6, топ b6, топ f5. Повторно нападна на c5, ловец a3 и сега крал f7. Со тој потек покажува светскиот шампион дека нему се брза, белиот нема што да превземе. Тој се обидува што е со топ f2, но црниот вели може да смениме, но под мои услови, нели, на полето f3, топ зема на f3, е зема на f3, крал f1 и последниот потег во оваа партија, тоа е потегот ловец d4.
видовате одлично се поставени, ловецот на D4 ги пази тие црни полиња, пешакот на F3 е екстремно опасен и се разбира дека црниот останува само да го префрли ловецот на H3 и пешакот F ќе стане дама. Затоа во оваа позиција најсилниот американски велемајстор Фабиано Каруана, еден од најсилните играчи на светот, ја предаде партијата. Следната партија помеѓу Накамура и Есипенко одиграна во Берлин. Значи, партија играна во вториот круг од овој турнир, кој што е поделен на 4 подтурнири и каде што првиот од тие четворица од секоја група на крај ќе се сретнат во плей-офот за 2 места. Во групата каде што играат Хикару Накамура и Андреј Есипенко, уште игра Александар Гришчук, игра и францускиот велемајстор Бакро Етиен, или Етиен Бакро. Во нашата партија, Хикару Накамура со бели фигури се отвори со потегот C4. Накамура ги игра сите први потези, тој знае да отвори играта и со D4 и со E4. Но за оваа партија со својот млад противник, значи се реши за потегот C4, следеше E5, англиска партија, конј F3, конј C6, конј F3, конј C6 и сега G3. Едно од основните предложенија на оваа место, потегот G3, иако тука се возможни потезите E3, B3, така натаму. Значи по G3, сега црниот има избор, може да излезе со ловецот на D4. Значи слично на претходната партија што гледавме, како во стил на Росолино во сицилијанска одбрана, може да играе ловец C5, но освен ловец B4, потегот D5 се смета за основно предложение, тоа е како сицилијанска одбрана со спротивна бојана фигура и со едно темпо повеќе за белиот. Значи по D5, C зема на D5, конј зема на D5, ловец G2 и сега потегот ловец C5. Потегот на Александар Гришчук, кој што исто така игра во оваа група, заедно со Накамура, со Есипенко. Значи, овој навидум многу ризичен потек. Прв го одигра пред некоја година, може би има веќе 5-6 години, токму Александар Гришчук, мала рокада. Идејата е дека белиот не може да земе на E5, односно таа замена нема да му даде ништо посебно, иако на прв поглед тоа изгледа многу опасно, затоа што откри напад на конјот на D5, но црниот прв зема на C3, прв ја напаѓа дамата. Гледате сега, ако земе без зема на C3, тогаш конј E5 и по D4 ловецот доаѓа на D6. Си го брани конјот, D5 ловец E5 и по евентуално топ B1 C6. И на C4 дама е силен, црниот има солидна структура и нема проблем во оваа позиција. А доколку се продолжи таа остра линија, например по конј C6 и белиот да ја нападне дамата, ќе видиме црниот прв зема на B1, конј D8 и сега го има тој одличен потек ловец на F2 шах. Сега ако кралот бега на H1, тогаш уште еден силен потек ловец G4. И во оваа позиција по ловец F3, повеќе или помалку форсирано, ловец зема на F3, Е зема на F3, топ под F на D8 и на топ D1, топ D3. Гледате, по сите тие компликации, материјална равнотежа, но белиот е во загубена практична ситуација, затоа што ловецот на C1 остана заглавен, пешакот на D2 слаб, црните топови доминираат, тоа е практично загубена позиција за црниот. Добиена позиција за црниот. А ако земе на F2, наместо крал H1, да земе топ F2 и да не губи време, тогаш конј F2 и по конј B7, конј H3 шах. Гледате, овој конј направи чудо, зема на C3, на D1, на F2 и сега дава шах на H3 и по крал F1, топ B8. Имаме квалитет за пешак, но црниот
znači ima minimalna prednost. Zato po mala rokada, izborutno Hikaru Nakamura je razbeglet, to igra dama c2, konj f6, isto така, тука црниот можеше да игра конј d4, потеко што ќе го одигра малку подоцна, но сега беше подобар момент да одигра конј d4 и по конј d4 да го одигра овој меѓу потек прво, конј b4 со напад на дамата пред да го земе противничкиот конј, па по дама b1 сега да земе ед4 и по конј e4 ловец b6 и на пример по d3 да одигра c6 и во оваа позиција би рекол дека шансите се подеднакви. Гледате, со потегот c6 го намали влијанието на ловецот на g2, има поле d5 да се врати со конјот и повеќе или помалку се е во ред со црната позиција. И потегот кој што го одигра Андреј Есипенко е сосема во ред, конј f6, a3 и сега конј d4. Значи, во претходниот потег беше подобро, а сега подобро беше да одигра потегот a5, значи да не му дозволи на белиот да се прошири на дамското крило, туку веднаш да преземе мерки и по d3 со идеаловец g5 да одигра h6. И повторно, иако белиот има некаква предност, тоа било сосема минимално, би рекол незначително. Но Есипенко веднаш поиде конј d4, следеше конј зема на d4, е зема на d4, сега одличен потег b4. Со напад на ловецот, ловец b6, конј a4, ловецот можеше да дојде и на e7, може би тоа беше нешто подобар избор. На ловец b6, конј a4, топ e8, сега конј зема на b6, а зема на b6. Како белиот да продолжи? Тој игра логичен потег e3. Сега големо прашање е како ќе биде по d3, но Накамура ќе докаже дека притисокот по долгата дијагонала значи ќе му даде подобри шанси. И од тука па натаму се чини дека Накамура ќе одигра брилијантна партија. Значи по дама c3, конј e4, дама c4, два пати напаѓа на e4, ловец f5, ловец b2. Гледате, овој ловец кој што нема опонент е клучна фигура. Дама d7 и сега по долго размислување, 40-минутно размислување, Хикару Накамура игра овој фантастичен потег, прави замена на e4 со многу длабока оценка и точна оценка на позиција. Гледате, изгледа малку ризичен потег. Сега имаме позиција со раздвоени ловци при присуство на тешки фигури, што е предвестник на остра игра. Ловец e4, прво f3 се разбира, ловец e6 и сега топот а на c1. Ќе калкулира со потегот b5, затоа што црниот е слаб на c7, затоа и овој потег топ e7. Сега дамата доаѓа на f4. f6 презема мерки, да го ограничи малку тој притисок по долгата дијагонала, но белиот го слободи полето c4 за своите топови, на единствената полуотворена за него линија, топ d8, топот f на c1. Сега веќе размислува за b5, дама e6 и еднага тој потег b5. Гледате, за да може да пробие со своите топови. Ловец зема на b5 и сега не веднаш топ e4, туку одлично, компјутерски точен е Накамура. Го игра потегот топ e4, ја напаѓа дамата, дама f7, менува еден топ, топ зема на e7, дама зема на e7 и сега топ c7, ја напаѓа дамата, која што не може згодно да отстапи, затоа што на g7 е чувствителен и на b7 виси. Од тука топ зема на b7, сега не замена, туку топ c8, шах и на топ d8 единствениот потег удри со ловецот на f6. Значи тоа е
круна на неговата одлична стратегија и на одличната оценка на позицијата што ќе произлезе од ова, од сета оваа комбинација. Сега повторно црниот мора да го нема друг потек освен да земе со пешак на F6 и сега дама на G4 шах. Гледате, комбинацијата не е завршена. Дама G4 шах. Каде да оди кралот? Дали на F8 или на H8, на F7 е лошо заради дама H5. Значи, во партијата крал F8, доколку дојдеше на H8, тогаш повторно овој прекрасен потек. Дама B4. Сега дамата на E7 е оптоварена, кога ќе земе, ако земе на B4, се разбира дека прво ќе добие меѓу потек до D8 шах, па на крал G7, тогаш А земе на B4. И, например, ако се обиде на овој начин, дама E3, тогаш D зема на E3, топ C8. Значи сега имаме повторно нееднаков материјал, дама против топ ловец и опасен пешак на D3, на црниот крал е предмногу слаб. И затоа белиот може да одигра дама E7. Гледате, и по евентуално D2 се чини дека црниот е на праг до целта, но дама F6 шах, крал G8, дама E6 шах, и со шахови белиот го зема тој опасен D2 пешак, например крал G7, дама E5 шах, крал F7, дама D5 шах, крал E7, дама D2. И потоа лесно ќе реализира својата голема материјална предност. Андреј Есипенко го видел сето тоа, веројатно и тој игра крал F8. Сега следи замена на D8, дама D8, дама B4 шах, дама E7 и сега дама на B5. Дама A2 и крал F2. Значи оваа долга комбинација, која што повеќе или помалку започна прво со потегот B5, потоа со ударот по измените на E7, ударот ловец F6, заврши во овој миг со дамска завршница со еднаков број пешаци. Но оценката на Накамура дека ова е практично добиена дамска завршница е точна. Е точна и тој ќе продолжи да ја третира одлично. Гледате, по дама B5, сега ако црниот се брани со дама D6, да си брани на F6, на B6 и на D3, тогаш белиот игра дама F5 и по крал G7, H4. И тој пешак ќе оди напред, а црниот нема никаква контраигра, гледате, не може ништо да превземе и е во безпомошна ситуација. Затоа по крал F2, Есипенко се обидува со потегот дама C5, дама зема на D3 и сега B5. Тоа е главниот адут на црниот без слободниот пешак. Пешаците во дамска завршница, слободните се многу важни. Нели, црниот, едната страна може да има и голем материјален дефицит, но ако има опасен слободен пешак, тоа ќе го најчесто ќе го спаси, но не и во оваа ситуација. Затоа што белиот сега го има овој потек на оваков интересен начин, го спречува напредувањето на црниот. Значи со потегот дама C3, се разбира замената на дамите, црниот е тотално загубен, мора да отстапи, дама E7, сега крал E2. Кралот се приближува до Б пешакот, да може во некоја ситуација тој да одигра улогата на да го брани, да се брани против слободниот пешак. Крал G7, дама D4, централизација, многу важно за дамски завршници. Дама F7, сега дама G4 шах, крал H8, дама B4. Блокада и напад, дама E8, дама D6. Повторно гледате, напаѓа на F6, се е под контрола, дама F7, дама C5, дама E8, еднаш повторија и сега белиот оди напред. Таму каде што има предност во пешачка маса, значи G4, крал G7, H4, дама D7, H5. Максимално ја засилува својата позиција, напредува црниот нема што да игра. Крал G8 и по H6 Есипенко му честита на својот
amerikanskih kolega za ova prekrasno, bi rekao, umjetničko delo. To bi bilo vse za ova sredba, so vas počitувани слушатели на Исти радио. Вие следевте емисијата Шах со Љубиша Антоновски, а ние продолжуваме следната седмица со нова емисија со нови шаховски возбудувања. Поздрав!